Социјалните медиуми и нивните последици. Социјалните медиуми станаа составен дел од животот на луѓето во денешниот меѓусебно поврзан свет. Со појавата на различни платформи за социјални медиуми, луѓето сега можат да се поврзат, да комуницираат и да споделуваат информации едни со други на различни географски локации. Сепак, влијанието на социјалните медиуми може да се тумачи на два начини – позитивно и негативно. Социјалните медиуми донесоа многу придобивки, ама исто така тие имаат и значително влијание врз поединците, позитивно и негативно. Од суштинско значење е да се биде свесен за потенцијалните ризици и негативните ефекти на социјалните медиуми и да се преземат чекори за нивно ублажување, вклучително и поставување ограничување за користење на социјалните медиуми, практикувањето безбедно онлайн однесување и да се внимава на влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје за сите нас и за нашиот имидж и социјални вештини. Од позитивна страна, социјалните медиуми ги зближија луѓето, создадоа авенија за луѓето да се поврзат со старите пријатели, да создадат нови и да останат поврзани со членовите на семејството кои се далеку. Социјалните медиуми исто така им дадоа на поединците можност да ги изразат своите мислења и идеи за различни теми, да се вклучат во политички дискусии и да учествуваат во активизам. Покрај тоа, социјалните медиуми го револуционизираа начинот на кој комуницираме, особено за време на криза. За време на природни катастрофи, терористички напади или какво било други вонредни ситуации, социјалните медиуми станаа вредна алатка за ширење на информации и допирање до луѓето на кои им е потребна помош. Од негативна страна, социјалните медиуми исто така имаа значително влијание врз менталното здравје на поединците. Истражувањата покажаа дека прекомерната употреба на социјалните мрежи може да доведе до чувство на осаменост, депресија и анксиозност. Платформите на социјалните медиуми исто така може да доведат до ширење на лажни информации и пропаганда, што може да биде штетно за поединците и општеството во целина. Покрај тоа, социјалните медиуми создадоа култура на споредба и конкуренција. Луѓето често ги споредуваат нивните животи со оние другите на платформите и на социјалните медиуми, што доведува до чувство на несоодветност, љубомора и ниска самодоверба. Понатаму, социјалните медиуми се користат како алатка за промовирање на нереални стандарди за убавина, што доведува до зголемување на засрамувањето на телото и нарушување во исхраната. Постојаната изложеност на слики од совршени тела и лица може да ги натера поединците да се чувствуваат незадоволни од својот изглед, што доведува до негативна слика за себе и проблеми со самодовербата. Ова може да има штетен ефект врз менталната и емоционалната благосостојба на луѓето. Понатаму, социјалните медиуми исто така се користат како алатка за сајбер малтретирање. Поединци станаа цел на онлайн вознемирување, говор на омраза и закани. Сајбер малтретирањето може да има тешки последици врз поединци, вклучувајќи депресија, анксиозност, па дури и самоубиство. Како заклучок, социјалните медиуми имаа значително влијание врз поединците. Иако се создадени платформи за поврзување, комуникација и изразување, исто така доведоа и до негативни ефекти врз менталното здравје на поединците со ширење на лажни информации и сајбер малтретирање. Затоа, од суштинско значење е да ги користиме социјалните медиуми умерено и да внимаваме на влијанието што може да го имаат врз нашите животи. Затоа е најдобро да се користат под умерена доза и да не се верува на се што ќе се види и прочита на социјалните медиуми. Како што социјалните медиуми продолжуваат да се развиваат, од суштинско значење е да се остане свесен за нивното влијание врз поединците и општеството и да се преземат чекори за да се ублажат нивните негативни ефекти. Последиците од социјалните мрежи врз луѓето може да бидат и позитивни и негативни. Позитивната страна е тоа што социјалните медиуми создадоа можности за поединци да се поврзат, да комуницираат и да се изразуваат. Сепак социјалните медиуми
имаа и негативни последици врз менталното здравје, социјалните вештини, сликата за себе, приватноста и безбедноста на поединците. Една од негативните последици на социјалните мрежи врз поединците е нивното влијание врз менталното здравје. Постојаната изложеност на корирани и идеализирани слики на другите може да доведе до нереални очекувања и чувства на несоодветност. Дополнително, социјалните медиуми може да придонесат за ширење на дезинформации и лажни вести, што доведува до конфузија и вознемиреност. Друга негативна последица на социјалните медиуми е нивниот потенцијал да ја влоши политичката поларизација и ширењето на дезинформации. Со порастот на социјалните медиуми, поединците сега можат лесно да пристапат до вести и информации од различни извори. Сепак ова доведе и до ширење на лажни вести и пропаганда, што може да влијае на верувањата и ставовите на луѓето. Ова придонесе за зголемување на политичката поларизација и растечкиот јаз меѓу различните заедници и групи. Покрај тоа, употребата на социјалните медиуми исто така предизвика загриженост за приватноста и безбедноста. Платформите за социјални медиуми често собираат и складираат лични информации кои може да се користат за насочено рекламирање и други цели. Покрај тоа, социјалните медиуми се користат како алатка за сајбер криминал, при што хакери и други злонамерни актери ги користат социјалните медиуми за да украдат лични информации и да шират малциозен софтвер и да спроведуваат фишинг напади. Покрај тоа, употребата на социјалните медиуми исто така е поврзана со пат на вештините за комуникација лице во лице. Како што луѓето поминуваат повеќе време на интернет, тие имаат тенденција да комуницираат повеќе преку писмени пораки, а не преку интеракции лице во лице. Ова може да резултира со недостаток на социјални вештини, вклучително и способност за читање социјални знаци и ефективно изразување на емоциите. Понатаму, социјалните медиуми исто така се обвинети за ширење на зависност од технологијата, при што поединци трошат прекумерно време на платформите на социјалните медиуми, наместо на сметка на други важни активности. Покрај тоа, социјалните медиуми се користат како алатка за промовирање на нереални стандарди за убавина, што доведува до зголемување и засрамување на телото и нарушување во исхраната. Постојаната изложеност на слики од совршени тела и лица може да ги натера поединците да се чувствуваат незадоволни од својот изглед, што доведува до негативна слика за себе и проблеми со самодовербата. Понатаму, употребата на социјалните медиуми исто така предизвика загриженост за приватноста и безбедноста. Платформите на социјалните медиуми често собираат и складираат лични информации кои може да се користат за насочено рекламирање и други цели. Како заклучок, од суштинско значење е безбедното онлайн однесување и да се внимава на влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје. Дополнително, социјалните медиуми исто така се користат за ширење говор на омраза и потикнување насилство. Анонимност и дистанца што ја овозможуваат платформите на социјалните медиуми може да ги охрабрат поединците да изразат мислења што можеби нема да ги изразат лично, што доведува до ширење на говор на омраза и нетолеранција. Социјалните медиуми исто така се користат за организирање протести и немири, што доведува до насилство и уништување на имот. Платформите на социјалните медиуми им обезбедуваат на бизнисмените моќна алатка за поврзување со клиентите, градење на свесност за брендот и потикнување на продажбата. Сепак социјалните медиуми исто така доведоа до намалување на персонализацијата, при што бизнисите се подпираат на алгоритми и податоци за да ги таргетираат клиентите. Освен тоа, социјалните медиуми доведоа до пат на традиционалните методи. Како заклучок, социјалните медиуми имаат големо влијание врз поединците и општеството, како целина со позитивни и негативни ефекти, иако ги изближи луѓето и создаде нови можности за комуникација и изразување, исто така доведе до негативни ефекти врз менталното здравје, ширење на дезинформации и говор на омраза, сајбер малтретирање и загриженост за приватноста и безбедноста. И на елитата во сенка, која управува со светот, им одговара и тоа е нивната цел,
да немаат луѓето многу физички контакт и да живеат во виртуална реалност. Навеќе се погодени децата и некои поединци, кои оди во прилог на елитата да се растурат сите човечки нормални и традиционални вредности. Само погледнете што се рекламира и што се објавува највеќе и ќе ви биде се јасно. Стално се рекламира како да е нормално да има насилство, црна хроника, содржини за возрастни и многу други работи. А за Господ Бог нема ништо да објават, дојде време на деструкција, неморал, љубомора, понижување и богохулење и уште многу други работи. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.